Даниела Арсовска да престане да им се меша во работата на директорите на јавните предпријатија и да престане да ги менува секој месец. Во спротивно, Скопје ќе продолжи да се дави во смети, депонии и градот ќе биде нефункционален, вели за Алфа поранешниот долгогодишен оперативен директор во комунална хигиена Лазе Ѓоргиевски, според кој проблемот лежи во градоначалничката и незиното менаџирање на градот и предпријатијата. Тој вели дека Арсовска не им остава доволно простор и време на директорите да си ја вршат работата и да ги завршат сите оперативни планови и програми со кои дошле на функцијата. Тоа што Арсовска Даниела поставува директори, меѓутоа не треба да им се меша во работењето на предпријатото. Предпријатото си има оперативен план и програма и се работи по оперативен план и програма. Даниела треба да даде не месец, два, три па мене. Остави простор, затоа што секој нов директор натре има професионалци. Јас остави добри раководители, уште кога отиде во пензија пред 3 години, што ја знаат работата. Според Ѓоргиевски, за надминување на состојбите, Арсовска треба на раководните места да назначи професионалци, а советниците во градот да ја гласаат програмата за работа. Но најважно од се е да се воведе комунална полиција и да се почитува комуналниот ред. Спасот е многу едноставен. На наредна седница комунална полиција да се формира како во Белград. Мора. Ко се 80 редари донесе, во негово време, меѓутоа ги нема луѓето. Ние имаме еко патролата во комунална, која работи само на составување на записник и тоа е едукативно. Арсовска досега смени околу 50 директори, а најновиот во комунална хигиена Јето Незири, наместо да почне да го решава проблемот со ѓубрето и истото на време да го собира од улиците низ Скопје, тој за расфрланиот отпад ги обвини граѓаните. Незири тврди дека работеле баш како што треба, а за страшниот изглед на градот, што од ден во ден станува се поголем извор на зараза, не ја гледа вината кај себе и градоначалничката. Туку за Алфа ни одговори дека граѓаните биле виновни, што Скопје изгледа како огромна депонија. Инаку Ѓоргиевски не се согласува со предлогот јавните предпријатија да се трансформираат и дел од ингеренциите за чистењето на градот да ги преземат градоначалниците на скопските општини. Според него, овие промени нема да донесат ништо ново и на тој начин нема да се решат проблемите на скопјани. Само ќе резултира со масовни отпуштања 1300 вработени во комунална хигиена ќе останат на улица, тврди нашиот соговорник.